Како да се направи портрет на една птица? Треба да се наслика прво еден кафе со отворено вратниче. Да се наслика потоа нешто убаво, нешто едноставно, нешто прекрасно, нешто корисно за птицата. Кога птицата ќе дојде, сочувајте најдлабока тишина. Почекајте птицата да влезе во кафесот и кога е влезена, затворете го тивко вратничето со четчето. Потоа избришете ги една по друга сите решетки, водејќи грижа да не допрети ни едно перо од птицата. Чекајте птицата да се одлучи да пее. Ако запее, тоа е добар знак. Знак дека можете да се подпишете. Тогаш извлечете сосема полека едно перо од птицата и напишете го своето име во еден агол од сликата. Еле Пепе лига дома зана докато на 20 страна друго манче либија Русилија тамби кукурик меж дупка. Еле Пепе лига дома зана докато на 20 страна друго манче либија Русилија тамби кукурик меж дупка. Но моно доно моно трием пиле карам пиле сото пати ја наги јулчин. Ете нека на пусток. Добро. Сега, работиме сега друга вежба, окей? Од првиот ден кога сум рекол ќе работам додека можам со млади луѓе. Се почитува принципот на слободата. Доаѓаш, гледаш, ти се остануваш, колку сакаш да учиш и така натаму и така натаму. Доаѓаат доброволно, кога сакат да дојдат, не плаќаат ништо, немаат никакви материјални обврски. Јас тие што ќе ги учам, никој пат нема да им земам пари. Океј? Ајде, поживо. Тука учат основата, фундаментот. Да учи да го запознае своето тело, да го запознае својот глас, да може да прави со својот глас тоа што сака. Ние немаме вокал во македонски јазик о. Имаме О, А, Е, И, О, У. Да можете да правите бравурозности. Вашиот глас одеднаш да го претворите во инструмент. Во инструмент. Бирата баботеше буквално бавејки се болнобилдувајки блебетања без болка. Боливиски баб. Нашите проби се отворени. Може да дојдат родители на деца, баби, тетки, стрини. Единствен услов е да е тишина. Ајде, идеме, од почеток. Еден пат што трае подолго од 40 години. Кога како професор во гимназијата Ванчо Прекаловиница направив една театарска група, сцена 71. Постигна врвен успех во рамките на Македонија. Се разбира, јас ни на крај памет не ми паѓаше дека сега треба нешто да ние да се замислуваме дека сме го затресли светот. 1974 година јас добив покана за директор на театар. Мене ми беше многу смешно. Сега директор. Во 79 година се отвори Домот на културата. Баш бевме една добра екипа и правивме извонредни програми. Направи, не знам, преку 100 кусор представи, преку 200-300 перформанси разни и така натаму. Незамисливо. Како ја отидов в пензија, сите излегува, не сакаа да останат во Домот на културата. Замолив некои луѓе исто така кои што биле ученици, сцената да ја користиме кога е слободно. И така е до денеска. Добри сте. Добар ден, Чукусиме. Добри сте, Чукусиме. Па како, ладно ми е. Кажи, Любче. Што имала късмет, стамина, майка и луна. О, добар ден. Јас не ви, не. Браво! Шопиш?
Добре си. Как се викаш? Божидар Боневски. Моля? Божидар Боневски. Се викаш како? Божидар Доневски. А, тоа е добро. Сега е добро. Значи Божидар Доневски, нормално. А ти викаш нешто. Божидар Доневски, нешто срамеш. Секој што изразил желба, јас го охрабрувам. Јас сум му ветер во грбот. Затоа што Флоранс ми е пријателка и не сакам да ја гледам како си го уништува животот. Не прави движење. На тој пат сум досаден, неверојатно упорен, за да видам докаде е возможно нивното трпение. Интелигентниот гледач, а морате секој пат да предпоставите дека во публиката ви седи интелигентна публика, да не и понудувате замена, субститут. Ако е емоција, тогаш нека биде вистинска емоција. Сам и страден. Со таа црква се уривам и јас лит. И јаден. Тука нема истакнување, да го зафркнам партнерот, на негова сметка да добиам некој поен. Нели да одиграм нешто што публиката ќе продадам нешто, нели, джиджи-миджи. Не е тоа идејата. Идејата е многу поедноставна, поблагородна, да внесете достатно количество на љубов. Ако ти му даваш доволно количество љубов и ако го следиш детето, само треба да го следиш. Не треба ти да го водиш. Од него да правиш од нормално дете малумно дете. Јасно ли е? Ако не е јасно, уште еднаш ќе повторам. Љубов те она. Тоа е многу важно да научите дека љубов. Уживај. Диши. Ако не е исто, тогаш сето тоа го бриши. Трите основни принципа кои ми се столбови, така да речем, во таа едукација, во стекнувањето на тие практики, а тоа се како да дојдам до себе преку себе, како да знам дека во животот не е важно колку, туку како и како да научам да учам. Значи не механички. Така ли? Океј ли е? Океј си е. Добро. Колка е... Некат, не реагират. Жалба за младо. Жалба за младо. Сакам да ви кажам една приказна. Станува збор за еден бек и еден ден забележа некоја лична мома и кога се доближила, тој ја помирисал. Колку убаво мириса, нели? Извадил еден златник и го дал и ја замолил следниот пак да дојде. Но еден ден таа жена, минувајќи низ харемот, се задржала на некаков мирис. Тоа е ливанто од Истанбул. Од тој момент почнува незината размисла како да успее да дојде до тоа ливанто, сметајќи дека тоа ќе донесе поголема привилегија во контактот со бегот. И следниот пат веќе целата напуфкана, намирисана, дошла кај бегот. Но кога тој ја помирисал и му мириса на ист начин како останатите, тој буквално ја истерал од одајата. Оди и не се враќа повеќе. Што е наравучението? Немојте да имитирате никого околу себе, затоа што вие не сте родени како имитат, како сурогат. Вие сте родени како Божји суштества кои сте оригинални. И секој човечко суштество, и секој жив створ на земјата се раѓа како единствено неповторливо. Немојте никој пат да се заменувате себе си со друг. Како мене дете нема, како мене нема друг. И на исток, и на запад, и на север, и на југ. Како мене дете нема, како мене нема. Каква беше милоста твоја што ме милуваш и што ме целиваше со јудино целивање и што ми се колнеше и месата си јадеше, ти од срце ме милуваш. Чекај,
Вечер ќе ме видиш што машцу. Како професор многу ги сакав интелигентните мангупи. Носат длабок немир во себе. Јас бев емотивно разнишан кога на крајот после представата едно момче ми се обрати: професоре, сакам да ви кажам дека вие мене ми го сменивте животот. Почна да се движи кон мене и во еден момент ме гушна и почна да плаче. Еви денес како се сетам, многу емотивно го доживувам тоа. Многу сум среќен за тоа, од дружбата со тие луѓе, од почитта со тие луѓе, љубовта што постои меѓу нас. Жалосно е ако заработката за леп ја доведете на ниво на тотално рубување. По дефиниција уметникот нема сега трка по материјалното и уметник. Или си тоа, поти си на крајот ништо. Може би сум еден од режисерите кои користат на вистина најмалку пари. Наоѓам 2 даски, еден чук и јас тоа постојано ги учам младите. Не чекайте некој да ви даде пари. Тргнете со вашата идеја. Таа идеја некој ќе ја препозна. Нити го правам тоа за да станам славен, нити го правам. Затоа што јас имам потреба да го правам тоа. Затоа што тоа ни беше на нас, не знам, молитва, да веруваме во нешто, од ништо да почнеме да правиме нешто, да градиме. Абаба Василка, Абаба Василка, Одлично. Ако вие го отспиете дено, никој не ви е крив што не можевте да уживате во изгре сонцето во тој ден. Сакате да уживате, станете.